Од 8 сектори во Тетовската општина, 2 раководни и едно заменичко место ќе им припаднат на македонци. Ова е дел од договорот поради кој Советот на општина Тетово по конститутивната седница не функционираше повеќе од 3 месеци. Станува збор за 2 раководители на сектори и 1 заменик раководител на сектор. Директорските места кои досега беа раководени од страна на директори македонци ќе продолжат и понатака да бидат раководени од нивна страна. И ќе отвориме процес за реорганизирање на јавните комунални предпријатија. Исто така и градинката ќе има 2 директори, а во случај ако дојде до нивно недоразбирање, последен збор ќе има градоначалникот на општината. Исто така ќе биде потврдена изборната програма која беше поддржана од страна на граѓаните на Тетово и ќе биде спроведена од страна на органите на општината, општинската администрација и јавните предпријатија. Нас не очекуваат големи предизвици, но не се сомневам дека со искрено ангажирање и одговорна работа ќе го промениме досегашниот имидж на градот, користејќи ги сите економски, културни и економски потенцијали. Нашата цел е Тетово да биде урбан град со чиста животна средина, културен и образовен центар со економски и интелектуален развој. Со ваков стремеж ќе вложиме повеќе за изградба на Тетово, бидејќи сите ние тоа го посакуваме. Хисен Джемаили од ДУИ е избран за председател на Советот. Советниците од ДПА гласаа како што велат против спогодбите на ДУИ и ВМРО ДПМНЕ. Ние сме против ова одлука затоа што не беше доволно 100 дена да се постигне оваа спогодба која како што нагласив беше постигната 2 дена пред изборите. Значи нашите така да речам сознанија и спекулациите во градот кај граѓаните, пошто никој не знае што содржи оваа спогодба, одат во гласините за изградба на верски објекти, се споменуваат споменици за кои ние како советници би требало да знаеме што содржи оваа спогодба, а најмногу треба граѓаните на општина Тетово, било од кој етнитет да се, да знаат за што гласале и што ќе добијат со оваа спогодба. Значи, ние сме против пазарења во политички, индивидуални или групни пазарења и затоа гласавме против оваа спогодба. ВМРО ДПМНЕ денеска пропушти голема можност после подолг период на македонците во Тетово да им донесе една јака и важна политичка функција, тоа е председател на Совет. До изјаснувањето на комисијата, јас лично се надевав дека кандидатот за председател на Советот на општина Тетово ќе биде од редовите на ВМРО ДПМНЕ, но тоа видовте самите не се случи. Они очигледно направиле некој пазар, по мене лош пазар за македонците, ќе беше најбитно денеска за мултиетничките процеси во Тетово како мултиетнички град. Ако е градоначалникот од албанска националност, председателот на Совет денеска требаше да биде избран од македонската националност, поточно како неголема партија, нели, требаше да има изборот да падне на представникот ВМРО ДПМНЕ. Цело време ние сме биле на разговори со субјектите што беа учесници во изборниот процес од другите партии и до сега се чекаше да се најдат најсоодветното решение за да може да профункционира Советот на општина Тетово и да на крај успевме да се договориме за сите прашања кои ги тангирате партиите што веќе имаме коалиција во Советот на општина Тетово. Имаме нови можности, избравме председател на Совет и комисии заедно со Советот. Според тоа, на сите граѓани на Тетово, како координатор на ВМРО ДПМНЕ, на советничката група, им се извинувам за непотребните 3 месеци кои изминаа, а што немаше Совет на општина Тетово. Јас мислам дека овие месеци ќе ги надокнадиме, убрзана постапка, така да граѓаните го заслужуваат тоа затоа што ние сме избрани од нив. Од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ пак изјавија дека се задоволни поради продолжувањето на работата на Советот и распределбата на раководните функции во Тетовската локална самоуправа.